на денешниот настан се предвидени две облуки. Првата е правна регулатива за заштитени подрачја, а втората е заштита на водите во Тиквишкиот регион. Овие две облуки се во склоп на нашиот проект на Екоживот, кој што го спроведуваме, а тоа е проектот Тиквишкиот регион по европски модел за заштита на природата и ресурсите. Ние бевме мотивирани да го поднесеме овој проект, кој што ни е одобрен од страна на влада на Република Северна Македонија по принципот, поради причината дека имаме премногу малку заштитени подрачја на нашата територија на општина Кавадарци. Општина Кавадарци е многу голема општина, имаме секако разноразни подрачја. Според новата статистика на нашата држава испаѓа околу 14% дека се нови 14% од територијата е заштитено подрачје. Сега тоа заштитено подрачје тука влегува и новиот национален парк Шар планина. И у глобала, ако гледаме на карта така за тие заштитени подрачја, кај нас излегува дека претежно Западна Македонија е таа која што има национални паркови и заштитени подрачја. На нашата територија имаме заштитено подрачје од прва категорија, тоа е строг резерват Тиквеш, но според правилникот за работа и начинот на кој што треба да биде тоа управувано, не е управувано. Денешните облуки ќе бидат баш во насока на тоа да сите ние се запознаеме, присутните, пред се тука имаме присутни од јавното предпријатие Комуналец, кој што од неодамна стана управител на заштитено подрачје Лукар. Тоа е местото од кое што сите ние пиеме вода, вклучително општина Неготино и општина Росово. Имаме присутни од комуналното предпријатие од Неготино. И баш ни е мило што на еден таков начин сме собрани од повеќе општини да ги кажеме правилата за на кој начин се стопанисува, какви видови на заштитени подрачја постојат, мотивирани со цел дека можеби во наредниот период па некој друг ќе најде иницијатива и енергија да добиеме можеби уште некое друго заштитено подрачје. Значи ќе почнеме првен од предметот на уредување. Со овој закон значи се уредува биолошката разновидност, пределската разновидност, заштита на природното наследство, говори исто така за субјектите на управување со заштитените подрачја, заштита на природните реткости, значи во понатамошниот текст ќе говориме за заштита на природата. Секој закон се базира и се темели на одредени начала, значи тоа се основни принципи за вршење одредени дејности и активности до кои мора да се придржува секој поединец. Значи не правиме обид само за физички лица, тука се вклучени и правните лица. Значи постојат неколку начала, во конкретниот случај тоа се ОСУ. Значи сега ќе одам едно по едно со кратко објаснување за секое. Начало на висок степен на заштита, тоа значи дека секое едно лице кој што превземе било какви активности и дејности кои се поврзани значи со заштитата на природата, со биолошката разновидност, со биодиверзитетот, со заштита на екосистемите, мора да се однесува со највисок степен на заштита, значи да ги избегнува превземањето на оние действија кои што може да предизвикат негативни последици. Начелото на интегрираност, тоа значи дека мерките и активностите кои што се превземаат во дејностите на заштита на природата морат да бидат интегрирани во определени стратешки, плански документи, планови за уредување на користење на просторот и слично. Начело на одржлив развој се инкорпорира во законот заради задоволување на потребата на заштита на природата, а исто така во преден план е социјалната и економската потреба на сегашните генерации, со тоа што нема да смета на остварување на овие права и на идните генерации. Што значи, необновливите природни богатства мора да бидат користени рационално, а обновливите треба да бидат користени одржливо. Начелото на предпазливост, заедно ќе го спомнам со начало на превенција, значи самиот термин знаеме што значи, секој превземање на тие активности и действија во екосистемите, значи треба да се однесува со најголема можна предпазливост, да се однесува превентивно, односно пред да бидат одредени научни студии со докази дека постои негативно влијание пред ваквите научни студии да се превземат действијата на предпазливост и внимателност.
следното начало е началото корисникот плаќа. Тоа значи дека истиот е должен да ги надомести трошоците кои што ја нарушуваат природната биолошката рамнотежа. Начало на јавност, значи учество на јавноста, тоа значи дека секој еден поединец може да се информира преку информативниот систем за заштита на природата, националниот информативен систем како дел од истиот, може да учествува во донесување на соодветните стратешки плански одлуки, да дава своји мислења, да развива своји стратегии, кои исто така ќе бидат во секој случај земени во предвид. И начало на соработка, тоа би значило дека надлежните органи на државата, единици на локална самоуправа, институции, издруженија, значи се должни да соработуваат не само меѓу себе при преземање на овие дејности, туку и да бидат во континуирана соработка со секој заинтересирано физичко лице. Само на тој начин значи би се постигнало остварување на овие научни на остварување на целите на законот и остварување на начелата и принципите. Бензинска пумпа ДМД Oil.